Есента е годишно време кога успеваат дуњите. Градските пазари и пилјарите веќе изобилуваат со овие плодови, кое е едно од омилените есенски овошје на граѓаните. Задоволни сме до сега, зимата и квалитетна е. Не е прскана, дуњите не се прска. Домашни си одгледуваме си ја ние. Лесковица е лично наше. Ова злато од овошје на различни начини може да се послужи на трапезата. Ние некоше чуваме дома стаса жалто и си правиме компот и така. Убава е малку и сладко да се направиш. Нутриционистите за дуњата велат дека е овошје полно со здравје. Ова се должи на присуството на сите витамини од групата Б, од каде најмногу застапен е витаминот Б1, а изобилува и со витамин С. Од минералните материи дуњата содржи најмногу калиум, потоа фосфор, калциум, магнезиум, натриум, железо, сумпор, хлор и бакар. Сокот од дуње може да се користи доколку кашлате. Исто така одличен е за астматичарите. Можете да го користите доколку имате акутна диарија. Природен лек е за зајакнување на крвта, односно одличен е за да се борите против анемијата, а исто така доколку джвакате од дуњата, можете да ги тргнете слоевите од храна кои што се наталожиле доколку претходно сте јаделе нешто друго. Дуњата се исползувало уште пред 4000 години. Плодот бил од секогаш ценет и е познато дека на дуњата и се поклонувале во знак на внимание. Потекнува од Азија, потоа се проширила на исток.